Драги струмичани, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Јас утро на литургијата реков дека тие што беа знаат, ама еве, некои од вас што се дојдени само за литијата, излишни се сите зборови во оваа светла седмица, која што ние ја сметаме како еден ден. Оваа цела седмица е еден ден и не завршува. И тоа не било каков ден, браќи и сестри, туку 8-миот невечерен ден. Ден кој што нема да дочека ноќ. Ден во кој што никогаш нема да згасне и секогаш ќе биде осветлуван од светлината на Христовото воскресение. Затоа секој збор е излишен наспроти воскликот Христос воскресе. Со тие два збора ние кажуваме се што имаме да кажеме. Тој восклик е експресија на сите наши очекувања, на сите наши надежи, смисла на нашето постоење, на нашиот живот. Оти ако Христос не воскреснеше, како што вели свети апостол Павле, не само што залудна ќе беше нашата вера, туку ние ќе бевме едни од најбедните луѓе на овој свет. И уште реков утрово во црква дека ние христијаните, за да овие зборови, овој восклик има сила, ние мораме да умреме за себе си, мораме да го умртвиме својот егоизам, своето самолюбие и да се смалиме, како што вели свети Јован Крстител, за Христос да расте во нас. Да се смалиме и да бидеме помали од маково зрно, за да можеме заедно со свети апостол Павле да кажеме: не живеам веќе јас, туку Христос живее во мене. А ако Христос остане само во нас, тогаш ние ќе сме христијани во вистинската смисла на зборот. И кога ќе кажеме Христос воскресе, во таква духовна состојба, никој нема да не праша кој Христос и каде е Христос, заради тоа што овој свет како во огледало во нас христијаните ќе го гледа Христос. Тоа е воедно причината зашто, една од причините, ние за жал не можеме да се пофалиме со нашата духовна состојба и далеку сме од идеалите светоотечки кои што светите оци ги поставија. И многу нешта живеат во нас, во нашиот народ, што не му се сродни, што не му се причасни на Христос. Ние, драги браќи и сестри, како христијани, немаме што да изнесеме своји, со што да се пофалиме на улиците на нашиот град, заради тоа што многу пакосност, многу злоба, многу страсти, многу грев, многу злорадост, многу зломислие кон своите браќи и сестри се вселиле во нас и не сакаме да ги напуштиме и не напуштаат. И Бог нема да не избави од таа состојба заради тоа што нашата слободна волја стои како непремослив ѕид и беден помеѓу нас и Бог. Во тој наш очај, затоа ја изнесовме неа, богатството на црквата православна, украсот на сета вселена, најубавата и најблагословената не само меѓу жените, туку во сиот човечки род, најубавото нешто што произлезе од оваа наша пакосност, од оваа наша злоба, пресветата владичица наша Богородица. Таа е вистински христијанин, заради тоа што таа ништо не остави за себе си, ништо не задржа за себе си.
Христос го прими се о Христови и Христос го држи и го покажува илјадници години. И ние немаме друга надеж и немаме како очигледно да се научиме и да сватиме и да притрчаме кон изворот на љубовта, кон изворот на радоста, кон изворот на простувањето, кого што таа го држи во своите пречисти раце. Затоа ја молиме во својата мајчинска преградка да го прегрне не само ова свештено собрание, кое што е мало, кое што е еден многу мал дел од овој град православен и христијански и од оваа наша епархија, туку да го прегрне сиот свет и да го стисне, да го притисне на своите мајчински гради во својата мајчинска преградка. И така стиснати во незината мајчинска преградка ние ќе се допреме и ќе се притисниме, ќе се причислиме до Христос, кој што е нашиот лек, кој што е нашето исцеление, кој што е нашата бесмртност, кој што е нашиот живот, нашата утеха. И тој ќе не научи како да умираме за себе си, а да живееме за другите. Од единствено таквиот живот вреди да се живее. Тој ќе не научи како да простуваме дури и на оние кои што не повредиле и не изгрешиле, онака како што он им прости на своите непријатели на крстот. Он ќе не научи, драги браќи и сестри, не само како да живееме, туку и како да умираме христијански, а единствено таквата смрт христијанска во Христос за Христос ќе кулминира и ќе резултира со воскресение. Единствено таквиот живот нема крај и таквиот живот има смисла. Единствено таквиот живот ноќта и темнината нема да го проголта, туку ќе го проголта светлината на воскресението. И тогаш, драги браќи и сестри, ќе видите како тој восклик великденски, воскресенски, Христос воскресе, ќе ги разниша основите на земјата и на сета вселена и секое скаменето и закоравено срце. Затоа немам што друго да кажам, освен како предстојател овде на ова свештено собрание, во ваше име неа да ја замолам да се смилува на нас, да се смилува на нашиот град, да се смилува на секој град во Македонија, над нашата држава, да се смилува над циот свет и нашите срца да ги ологоси со логосот, со словото на животот кого што го прими во својата утроба и по своите молитви нашата утроба, нашиот внатрешен човек, нашите срца да ги направи богородични, за во нив да се роди Бог. И тогаш радоста наша ќе нема крај. Затоа чекориме по Пресвета Богородица. Затоа Пресвета Богородица ја носиме на нашите раце, заради тоа што друго ни остана со што да се пофалиме и да прославиме, и кој ни остана друг на кого што можеме така непоколебливо да му веруваме и да му го довериме својот живот. И кој може подобро и посигурно да не води по патот на спасението во Царството Небесно. Кој друг подобро може да не доведе до целта на нашиот живот. Таа, драги браќи и сестри, ја држи во своите раце, во своите мајчински преградки целта на нашиот живот и на нашето постојање. Пресвета Богородица, биди милостива кон нас, спасине и научине како да живееме достојно за љубовта и за милоста на Твојот Син. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос смрти у смрт оправи суждиво добре живот
正常で終わりも。